Добро, почитуван председател, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес продолжуваме со дискусијата за низа од законите кои ги најдовме во собранискава процедура, односно се наоѓаат и се однесуваат повторно нели на задолжување на Република Македонија и граѓаните. Да бидам искрена, денеска многу повеќе посакував да дискутираме за некои законски решенија кои што ќе значат подобар живот, помалку сиромашија, подобро здравство и посветла иднина за сите нас. Но за жал денес имаме, после бројните задолжувања, како што беше, повеќе од 21 милион за образование, 50 милиони за земјоделие, 70 милиони за автобуски превоз, 700 милиони евра за евроврзница. Денес имаме предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, по договор за заем за финансирање на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, повторно поскратена постапка во износ од 25 милиони евра. Мора да признам дека прилично интересно како после 4 години од оваа старонова влада се сети дека потребно е задолжување, овој пат во изборна година, за намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор и поддршка за воспоставување на одржлив механизам за финансирање на енергетска ефикасност во јавниот сектор. Од тука се наметнува дилемата дали средствата од овој заем навистина ќе бидат искористени за оваа намена. Или пак повторно истите ќе бидат потрошени за институционален подкуп по пресрет на локалните избори, со надеж дека ова парламентарно мнозинство ќе успее да го сокрие не недомаќинското, катастрофалното работење на градоначелниците од Социјалдемократскиот сојуз. Не можам да не изразам загриженост дека и овој заем ќе има истата судбина на реализација како заемот од 90 милиони евра кој што беше земен за борба со ковид пандемијата, кој што истиот требаше да послужи за поддршка и едукација на здравствените работници, медицинските сестри, како тие да се справуваат со пандемијата, за бесплатни ПСР тестови, но за жал истиот потоа заврши во кисето на Министерството за труд и социјална политика. Почитувани граѓани, алармантна е состојбата со јавниот долг кој во 2016 беше 48%, а денес за жал е повеќе од 60%. Се покажа дека задолжувањата растат, а изминатите 4 години, според бројни меѓународни институции, Transparency International или Economist, земјата бележи раст на невработеноста, раст на корупцијата, намален број на странски директни инвестиции, намален број на отворени работни места, нефункционален правен систем, колапс на здравството. Македонија зема пари, владата зема пари, а проекти нема. Ова е реалноста. Потсетувам дека изминатите 4 години општините предводени токму од ова парламентарно мнозинство, од оваа власт, има можност да обезбедат енергетска ефикасност на јавните институции кои што се директно под локалната самоуправа, но тоа не го направија. Носењето на законско решение во година кога ќе се спроведат локалните избори, за жал, само е една популистичка мерка. Во изминатиот период да потсетиме дека оваа влада потроши повеќе од 2 милиарди евра за непродуктивни намени. Тука би ги наброила само за момент набавката на мебели, луксузни возила, изборен подкуп и така натака, канцелариски материјал, но овие средства владата требаше да ги искористи токму за вакви продуктивни намени, како што е енергетската ефикасност во јавниот сектор. Од особено значење за Македонија се предпристапните преговори со Европската унија. Животната средина е висок приоритет, но за жал Македонија со оваа старонова влада се уште сериозно се соочува со енергетската ефикасност како предизвик, односно како проблем. Од тука е потребно при задолжување на државата да се креира подобра стратегија и визија со цел исполнување на определени европски стандарди и критериуми. Нашата држава е високо задолжена и потребно да се посвети поголемо внимание како и на кој начин ќе се врши оваа отплата на кредитите.
Ние само во месец декември во 2020 бележиме дефицит во буџетот од околу 250 милиони евра. Не помалку важно за овој закон се административните капацитети на локалните самоуправи. Доколку општината нема капацитет за да аплицира за проектна идеја, односно за проекти, тоа за жал повторно ќе се одрази на граѓаните и на квалитетот на нивниот живот. Од тука принципот прв дојден, прв услужен, сакам да потенцирам дека токму оние општини кои што ќе имаат побројна и постручна администрација, најчесто тоа се општини кои што се во поурбаните средини, ќе ја изработат или ќе ја достават проектната апликација далеку во пократок временски период, за жал од оние општини кои што се помалку стручни, односно имаат недостаток од стручна апликација, тие дали ќе го успеат да аплицираат или можеби за жал нема да имаат можност да поднесат апликација. На самиот крај, како пратеничка, која што длабоко верувам во зелената агенда, како што знам многумина и од вас и ние како пратеничка група, сакам да апелирам на континуирани напори и активности, одржливи законски решенија, кои конечно навистина ќе дадат резултати во Република Македонија. Сакам да замолам оваква хипокризија да не продолжи во иднина и кога ќе добиете предлози преточени во амандмани, дали за време на ребалансот или во време на буџетската расправа од страна на парламентарното мнозинство, односно од ВМРО-ДПМН, тогаш како најполитичка пратеничка група во собранието, сакам сериозно да ги разгледате и истите да бидат прифатени секогаш кој ќе се однесува на зелената агенда. Затоа што само така владата ќе потврди дека навистина е фокусирана на зелената агенда, а не како што денеска можеме да сведочиме, имаме една голема зелена демагогија. Ви благодарам.